На неколку денови пред бербата се сушат лозијата во Дурфулија. Селото е крајна точка од хидросистемот Брегалница, но тамошните земјоделци годинава не виделе ниту капка вода. Оваа година дојде еден пат вода у селото и кој можеа да навада тамо на нешто навадија, конкретно ја и 90% од луѓето немат навадено. И што е најчудно, од 15 јули веќе во село Дурфулија капка вода нема дојде. Само Ѓоргиевски има околу 30 декари лозија, од кое поради сушата веќе брои 50 до 60% штета. Ја рачунав дека ќе добијам по 2 тона од хектара, мало навадење. Сега дали ќе добијам по 500 кила. Реагиравте ли до водостопанство? Што ви велат од там? Водостопанство се јавувам секоја сабајле. Чекај, ќе дојде. Од понеделник чекај у сабота, чекај недела и вода нема. Неколку пати земјоделците од Дурфулија барале образложение од водостопанство зошто вода за нив нема, но не го добиле. Сега се категорични дека ако не може да се разберат со арно, чаре ќе бараат со лошо. Ќе чекаме уште ден-два, ако нема ќе видиме, ќе правиме тамо на нешто или блокирање на патот или на нешто кој ќе се јавиме кај вие, чекајте, готово, водата иде. Еве од Савајле ме речеа до Трнилиште, јас се јавувам у Трнилиште, кај тој што е одговорниот тамо, вика нема, вика 10 сантима вода. Во Дурфулија има околу 200 жители и сите живеат исклучиво од земјоделство. Доминантни култури се грозието, тутунот и луцерката. Годинава овдешните земјоделци ќе се радуваат на малку род, зашто водата која редовно ја плаќаат воопшто не дојде до нив, исто како и до многу други земјоделци дол шистемот Брегалница. Иако годинава во Калиманци имаше доволни количини на вода, сепак стариот каналски систем, неговото дополнително оштетување поради изградбата на патот Штип-Кочани, како и недостигот на доволно водари, земјоделците ги остави без вода. Решение се најавуваше неколку пати, но очигледно дека не се најде.